Председателка на Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, почитувани колеги пратеници, почитуван Љубомир Јовевски, државен јавен обвинител и кандидат на СДСМ за уставен судија. Симптоматично е, гледајќи во вашето CV кога ве кандидира за уставен судија, не знам дали ве праша, оти не се појавивте на седницата кога се дебатираше за тоа. Симптоматично е тоа што целата кариера ја градите или растот во кариерата го градите во време кога СДСМ е на власт. Почувајќи од 1996 година, кога јас и на таа комисија се извинувам за избор на уставен судија, си постави едно прашање: дали вие во 96 година, во еден срамен ден за демократијата на Република Македонија, кога во еден ден беа избрани 600 судии под диктат на СДСМ, во штабот на СДСМ селектирани, сте избран за судија во Основен суд Скопје 2, затоа што вашето име фигурира на стенограмите, меѓутоа не можам да знам дали сте тоа вие или некој друг. Меѓутоа, настрана вашата кариера и вашата, односно не е ваша, туку е партиска кандидатура за уставен судија, имате долгогодишна кариера во правосудниот и јавно обвинителскиот систем на Република Македонија и не знам како така долгогодишен учесник во тие процеси не чувствувате одговорност лична за состојбата во која што се наоѓа криминалот и корупцијата во Република Македонија. Затоа што сте бил дел од тие процеси, сте учествували во изготовка на закони, апликативно сте ги применувале тие закони, сега сте главниот обвинител и не знам како лично не чувствувате одговорност кога целата меѓународна јавност, сите пријателски амбасади, целата домашна јавност, изразено и преку разноразни анкети, немаат никаква доверба во она што вие го работите и сте го работеле, затоа што нели се сложувам дека ова не е процес од мал временски период. Зошто е тоа така? Па еве дело тоа е и расправаме за извештај, годишен извештај за работа на јавното обвинителство за 2021 година на 20 декември 2022 година. Значи, прво, ви требало скоро 8 месеци да изработите извештај од точно 63 странички. 8 месеци сте го изработували извештајот и сте го доставиле во собранието на 27.7.2022 година, за да го расправаме на крај на година. Еве хипотетички да се сложам со дел од вашите тези, оти во вашето експозе, како да ви кажам, оние статистички податоци се битни, ама и не толку битни во суштинскиот проблем што има во Република Македонија. Изнесовте овдека бројки, толку предмети, волку предмети, покренато, решено, нерешено, супер, одлично, ама перцепција на јавноста е катастрофална и тоа не ја толку загрижува. Суштината е, ајде да најдеме решение за тие проблеми. Еви да сакаме поголем буџет, да имате повеќе обвинители, да имате повеќе просторни услови, да имате обуки, да имате средства кои што ви се потребни за работа. Не можеме да ви помогнеме затоа што еве сега ќе заврши расправата за буџетот. Додека заврши ова расправа за овој извештај, буџетот ќе биде завршен. На крајот на краиштата годината заврши и ова 21 више чисто како проформа овдека да констатираме дека ете, сте ја испочитувале законската обврска да доставите извештај, сте елаборирале овдека статистички податоци, опозицијата ве нападнала и за 2 дена завршена работа вие ќе истрпите се тоа што треба да го истрпите. Меѓутоа, ќе дое 23-та, пак истиот проблем. Ќе го гледам извештајот за 22 на крај на 23-та и така натаму во недоглед. Ние немаме суштинска промена во јавно обвинителскиот систем за да може нешто да се промени. Не може истите луѓе кои што го создале проблемот и да го решат проблемот. Не може. Никаде во светот не се случило тоа. Никаде во светот не се гледа извештај на крај на година за претходна година. Единствен пример сме ние како држава ова што го правиме во моментов. Втора работа. Не слушнав од вас дали сте задоволни од изборот на новиот шеф
на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Да, се задржавте во законските рамки, јавните обвинители гласале и така натаму, меѓутоа ние имаме сериозни критики од амбасадори на сериозни држави кои што своите буџетски средства на своите граѓани, даночни обврзници, ги вложиле во Република Македонија и во јавното обвинителство. Затоа што верувате разочарувачки да инвестираш милиони и да видиш дека за шеф на организиран криминал и корупција се избира човек кој што одма му се вади слика со политички моќници. И како да верува граѓанинот, како да верува меѓународната заедница, како да веруваат овие амбасадори дека тој ќе гони организиран криминал. Затоа што настрана ова владиниве функционери, криминалот бил кај народот, која ишла на доктор, нуделе мито. Баталјата тоа. Зборуваме за високиот криминал и корупција. Високиот криминал и корупција може да го продуцираат само високите функционери. Како сега тој ќе ги гони овие високи функционери, кои што, сакале вие лично да признаете или не, се недопирливи со децени во оваа држава. Недопирливи се. И она што делумно ќе го isпроцесирате во делот на високиот криминал и корупција, на крајот повторно разочарувачки одлуки на судовите, апелациските судови, високите судови, пак нема одговорност, пак тие луѓе се на слобода, а граѓаните кои што се огрешиле пред законот за многу посетни дела и како одговараат. Пред некој време претходниот шеф на ово обвинителство за организиран криминал и корупција имаше јавни изјави кои што и како вас треба да ве загрижат и да ве натераат на одредена активност. Како е можно тоа главен јавен обвинител за организиран на криминал и корупција, обвинител кој што го застапувал делото за 27, кој што е сензитивен предмет во Република Македонија, да ја изјавува дека и биле нудени награди од високи политички функционери. Кој тоа и нудел на неа награда? Каква е таа награда? И дали се потврдува тезата која што не само опозицијата, туку и се повеќе јавноста ја зборува, дека во Република Македонија ние имаме политички затвореници. Луѓе кои што се осудени за дело терористичко загрозување на уставноста, за да се заплаши народот, за да се спроведат уставните измени во тој период. И ова се работи за кои што треба отворено да се зборува, затоа што сте учесник како шеф на јавното обвинителство. Пошто ако имаме луѓе, ние мора да најдеме решение. Организаторите, вистинските виновници да одговараат, а овие луѓе, кои што вкупно се на 215 години робија, да бидат соодветно казнети за делото за кое што го сториле, затоа што во јавноста излегуваат изјави на обвинители дека го работеле под притисок. Уште нешто. Извештајот, пак ќе кажам, за 8 месеци изработка, не е задоволителен од аспект на нудење на мерки за решение на проблемите, се базира на статистика, меѓутоа не се адресираат одредени проблеми кои што и како ги интересира граѓаните, а се поврзани, повторно ќе повторам, за криминалот и корупцијата. Како е можно во една ваква институција да исчезнат докази, доставени од Европската институција за криминал во Македонија? Како е тоа можно да ни снема докази во јавно обвинителство? И никој да не одговара. Тоа никој да не одговара. Ке ве замолам да завршам, нема да бидам долг, ке имате можност да ми одговорите, и доколку не е така, да ме демантирате, затоа што јас, видите, ја не работам таму, не сум шеф на јавното обвинителство, па да можам да знам дали е така или не е така. Јас она што ќе го слушнам од граѓаните, од медиумите, морам да ве прашам. И вие сте најповикан или да демантирате, или да го потврдите тоа. Затоа што, видите, многу проблеми во општеството и во делот на криминалот и корупцијата се директно поврзани од вашето молчење и непостапување како јавно обвинителство.
И затоа се создаваат и одредени перцепции во јавност. Затоа што јас не видов дека, например, вие како јавно обвинителство сте отвориле предмети, сте постапиле и сте ги исчистиле сомнежите на јавноста, доколку тоа не е така, за актуелниот премиер Ковачевски, кој што со поклон, за да не плаќа данок, го подарува уделот во своите фирми на својот кум и на една соработничка. Потоа таа фирма добива државна помош, откако тој станува премиер, и јавноста со право е сензибилизирана и реагира, и за тоа да нема случај. Значи, тоа се буџетски пари, пари на граѓаните, сериозни пари кои што се трошат од страна на високите функционери и злоупотребувајќи го своето влијание кои што го имаат и се богатат. Ако мислите дека јавноста ќе поверува дека 215 наркобосови криминалци кои што се во Балканот енормно познати по суровоста, може да добијат пасош во Министерството, легален, во Министерството за внатрешни работи, со злоупотреба на друг идентитет. И за тоа, да е видом на таа што работи таму во шалтерот и не знам во кабината што слика, мислам дека ќе си ја подцениме меѓусебно сега интелигенција. Не е можно сите можни криминалци од регионов да имаат легален македонски пасош, а тоа да не е во спрега со функцијата министер, премиер и високи функционери во власт. И вие сте го затвориле случајот со тоа што 3 месеци условно ќе одговара некој службеник. И потоа се повторува делот. Нормално дека ќе се повторува. Затоа што нема одговорност. И затоа што нема расчистување на случаите. Да, покренавме истрага, ова се доказите, ова се фактите, овдека нема корупција. Завршува сомнежот на јавност. Да, има корупција, има криминал, треба да има одговорност. Настрана, што и судската власт е со сериозен проблем и гледаме и сме свесни како завршуваат предметите и таму, и како се чуваат во фиоки, и како застаруваат, и како се тоа се поврзува со одредени личности во државата, кои што се очигледно недоприли. И затоа, уште еднаш, ќе ве замолам, можеме да дебатираме колку сакате да стои едно и назад. Без ваша лична одговорност во овој процес на зголемување на криминалот и корупцијата во Република Македонија, која што треба да сте свесни да ја признаете, ние не може да тргнеме напред. Затоа што кога вие ја убедувате јавноста дека се е супер и дека све е добро, ама некој друг е виновен, повторно ќе се влечеме во еден круг во кој што ќе се обвинуваме меѓусебно, народот ќе ни осиромашува, ќе се иселува, ќе паѓа довербата во институциите, странските партнери ќе не критикуваат и на крајот ќе останеме со држава која што ќе биде безперспективна, како што впрочем гледаме дека ни се движи и мислењето на јавноста генерално за сите институции, конкретно сега зборам за јавно обвинителство. Благодарам. И благодарам, колега.